Другарче, поскапе зеленчукот, поскапе овошето, поскапе храната, поскапе пилоците, ама поскапе и корупцијата. На времето можеше да поменеш со 100 грама кафе, да речеме, и бомбонjera. Иди сега помени со тоа да те видам. Минимум што ти треба 100 евра и виски на 12, како го викаат. За поголеми работи да не правиме мојот 100.000 евра, милиони. Ти текна муабетот мили игруја кој го правја. Ало, миле, колку даваат овие жутите, овој му га 5%. Колку е бе тоа? 17 милиона. 17 милиона. Да не се претера со новинарството, овој му вика. Тоа ти е, шо да ти кажам, него, знаеш ли кој дел од екстериерот е поврзан највеќе со корупцијата? Фиока. У фиока се чуваат предмети да застарат делата. И обвинетиот нормално да не лежи за тоа. Зашо? Зашо капнал кај обвинителот, кај судиката, судијата, нема веза. Или кај некој општински овие чиновници по министерства, чиновници разни дозволи, треба тури печат и подпис и ќе го стави у фиока и те чека у заседа, чека, ти се брзаш, мораш да капне. Мораш да даеш, иначе нема ќе чекаш. Иначе гледав пред некој ден некој српски документарец, на времето на крал Александар му се пожалиле овие нашиве у тоа време од Вардарска бановина или Јужна Србија, дека кралските чиновници овде се корумпирани. И овој ги повикал овие кралските чиновници таму да види што е работата, пошто народот не задоволен. И овие му рекле, кралју, абе не сме ние криви, што да правиме кога овие сами ни носат прасина, јагниња, јарења. И гледам и тоа свативе, абе ние сме криви, абе ние сме измислиле корупцијата, нас не у генот, у крвта, бе. Ние сме научени така да даваме.